Во февруари годинава Европската комисија треба да ја усвои новата ИПАРД 3 програма 2021-2027 година. Ова го најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски на неговата последна посета во Валандово, каде што функционира компанија за преработка на млеко, која користи мерка од ИПАРД 2 програмата. Порака дека продолжуваме да се грижиме за македонскиот агросектор, за искористувањето на европските фондови. Очекуваме во февруари месец Европската комисија да ја одобри новата ИПАРД 3 програма, со што 2022 година агенцијата ќе продолжи да ги исплаќа останатите апликации, по останатите огласи од ИПАРД 2 програмата, а Република Северна Македонија ќе започне да ја користи ИПАРД 3 програмата, односно ќе имаме првите огласи. И ова ќе биде фокусот на политиките во следните 2,5 години, максимална искористеност на сите европски средства и нивно вградување во македонскиот агросектор, создавање поволни услови за развој на македонското земјоделство, што повеќе корисници кои што ќе ги користат овие мерки, што повеќе средства кои што ќе бидат искористени, и да продолжиме со успешните политики и да продолжиме да бидеме лидери во искористеноста и на ИПАРД и на останатите европски фондови. Преку платежната агенција на компанијата и се исплатени 300.000 евра за инвестиции во изградба на објектот, набавка на опрема за преработка на млекото и за преработка на млечните производи и усовршување на стандардите на ХАСАП системот. Министерот Николовски посочи дека во периодот од 2017 до 2019 година ставиле силен акцент на искористувањето на европските фондови. Ги олесниле процедурите за аплицирање за мерките, како и скратено е времето за подпишување на договорите од 12 на 6 месеци, што според Николовски придонесло за зголемена искористеност на ИПАРД програмите. Вкупно за периодот 2017-2019 година исплатени се околу 20 милиони евра за 1198 корисници, а од 2017 заклучно со 2021 година преку ИПАРД програмата исплатени се близу 35 милиони евра на 2098 корисници.